Од 1 јануари цената на струјата ќе се зголеми за 9,48%. Регулаторната комисија одлучи дека не само што граѓаните ќе добијат повисоки сметки, со стартот на новата година ќе се укине и дневната ефтина тарифа. На пример, ако досега сте платиле 2000 денари, од следниот месец сметката ќе биде повисока за најмалку 190 денари. Но колку повеќе ќе плаќа секое домаќинство, не може точно да се пресмета, бидејќи со укинувањето на дневната тарифа, сметките ќе пораснат дополнително во зависност од тоа колку таа ќе се користела. Цената на електричната енергија за домаќинствата се зголемува за 9,48%. Исто така, Регулаторната комисија за енергетика донесе одлука со која што го промени тарифниот систем и од 1 јануари се укинува дневната ефтина тарифа. Ефтината тарифа во текот на ноќта и во недела остануваат и никогаш не биле доведени во прашање. Граѓаните се гневни на ваквите одлуки, велат дека и сега одвој успеваат да го поминат месецот, дополнителното поскапување само ќе го влоши и онака кревкиот животен стандард. Што и да биде, не е во наша моќ, тие што треба да донесат одлуки нека размислуваат. Со трауми, не само струјата, све поскупува. Многу скапо ќе биде, кажувам, тешко ќе биде, кажувам, ама тоа се и парното ќе поскапи. И парното ќе поскапи, и се ќе повлече. И на ефтина тарифа, парно што ќе биде 3 пати поскапо, тешко нама. 15.000 пензија ќе се преживиме, ќе гасиме све и ќе се мрзнеме на улица вака, по улици ќе седиме. Шок за нас шок. Кај ние имаме да платиме 100%, струја или парно 300%? Каде, од каде? Со 10.000 пензија? Значи многу скапо, тоа се греевме на печка за еколошки почист воздух да биде. Сега гледаме што да најдеме огрев дрво за да затоплиме поевтино да не кошта. За струјава ќе биде страшно. Катастрофа. Ќе биде катастрофа. Следната година граѓаните ќе добијат и повисоки сметки и за парното. Енергетските компании доставиле известување за тројно повисоки трошоци или во превод бараат за 300% поскапо парно. Доколку бидат одобрени овие барања, тоа би значило дека ако досега сметката за парно била 2500 денари, по поскапувањето ќе достигне дури 7500 денари. Инаку, враќањето на ефтината тарифа на струјата беше едно од главните предизборни ветувања на СДСМ пред доаѓањето на власт.